Францускиот бестселер "Време е повторно да ги запалиме звездите" од денес и во книжарниците на Три. Уште еден современ роман за млади на Вирџини Грималди. Искаен низ трите девојки. Совршен спој за еден сеопфатен тек на жена и нејзините тинејџерки. Заглавени во долгови, со трепет по секој звонеж од вратата, веќе секојдневие им се оние службени лица за уплата на кредитите. Немоќната Ана, испоштена од услугата во ресторанот, добива отказен рок. А од ќерките, иако ја раздвојува само ѕидот во станот, се чини како и нив да не ги препознава веќе. Бракот одамна и се раздвоил на две половини. Па, ако ова е се што може да изгуби, ќе се врати ли бар нешто? Клоe залетува наоколу по дефиниција за љубов, а Лили, иако духовита, ќе се сопре во училишна сопка. Станот станува тесен и неподнослив за тројна женска енергија, секоја притеснета во својот округ. Затоа се решаваат на не еден, туку 17.000 километри кон северниот поларен круг, да ја видат поларната светлина. Сега, баш сега. Со нова камп приколка, оставајќи се зад себе, во искушение се за неколку месечен престој на некој од езерата во Финска, низ фјордовите на Норвешка или можеби на некој скандинавски глечер од минусни температури. Залутани во недопирливите шумски пејзажи, ќе најдат на камп група за друштвени вечерини и логорски оган. Тие жарчиња им ја осветлуваат ноќта, а можеби и срцата, што се желни и жедни за она што значи дом, макар и рѓосана камп приколка со дрвени штици, темели на цркви, наколни куќи, океански гребени. И тоа се во совршена хармонија на рајската милозвучност. Ана е усреќена како ретко кога. Лили учи повеќе. Многу повеќе од она што и се нудеше во училиште. А Клоe го затегнува секој здив во восхит од милозвучноста на рајскиот бескрај. И ете, пак ќе се јави глувчето на Лили, порака од таа обожавателка и Клоe, или една длабока воздишка, типично за Ана. Да, останаа со она препишаното, како порано, но сега живееја, вистински. Се ослободи од зидините на капсулата, како што Ана вели, или од едно "мајка ми сосема откачи" до "ми недостига" кај Лили. А Клоe очигледно го пронајде својот љубовен паток. Можеш да сакаш, без да очекуваш љубовта да ти биде возвратена. Тогаш конечно на северниот ред ќе се надвисне поларната светлина. Преливот на нејанци на тоа небесно пространство. Убаво е, како никогаш досега. Полноќен час што сплотува, кога ќе ги запалат звезди, зашто време е и време беше.